И јас не мислам дека ако се земе друг правец, значи правец каде што овој референдум да не успее, да нема можност да успее, затоа што успехот на референдумот и неговото потоа материализирање и почитувањето на достигнување материализација и значи меѓу нашата страна и грчката страна секако дека е во интерес на целата република и на сите граѓани кои живеат тука, без разлика на тие значи промени или разлики кои ги имаме, тие нека продолжат. Но тоа е една точка која е многу важна и која треба да не обедини и да не обедини во правец на Европската Унија, во правец на зачленување на нашата земја во НАТО и со тоа, за тоа ние не треба да го правиме затоа што НАТО го бара тоа, туку затоа што ние бараме така да влеземе во НАТО и ние треба да го направиме тоа. Не затоа што Европската Унија бара ние да бидеме дел од Европската Унија, туку затоа што ние бараме да бидеме дел од Европската Унија. Затоа што тука го гледаме развојот, тука го гледаме напредокот и тука ја гледаме иднината. Нашата сигурна иднина на нашата земја и на граѓаните на нашата земја. Ние ќе се ангажираме со сите капацитети кои ги имаме, нивото на организација ќе го подигнеме на највисоко можно ниво, за да се мобилизира секој граѓанин, да го информираме секој граѓанин дека овој процес никако да не биде неуспешен и ќе биде многу сигурен дека не постои неуспех, затоа што се гради иднината. Овие се навистина одлучувачки моменти за нас, како луѓе кои се занимаваат со политика, но и за граѓаните на Република Македонија. Со оваа победа победува, односно добива мирот, победува стабилитетот, стабилноста, победува, односно добива и граѓанинот од политичарот па се до обичниот граѓанин. И со ова представува придобивка и за целиот регион. Ќе има помирен и постабилен регион. И од оваа ситуација, значи и Европа ќе биде многу посилна, со една Македонија интегрирана во НАТО и со една Македонија која постојано бележи прогрес како членка равноправна членка на Европската Унија. Исто така и Европа ќе стане посилна со Македонија, не само со Македонија, туку и со целиот Балкан интегриран во Европа, затоа што не може да имаме постабилна Европа без Балкан кој е стабилизиран. Ниеднаш не сме се срамеле да ја тражиме вашата помош и во оваа прилика бараме помош за во последните чекори од овој маратон да ни помогнете и многу сум сигурен дека дека ние сме на вистинскиот пат и на ист начин како што ни помогна Господ во овие последните 17 години, исто верувам дека Господ е со нас и во овој момент и дека волјата на поголемиот дел од граѓаните ќе биде материализирана на вистинскиот начин.